Правдата за загинатите во дискотеката Пулс Кочани се уште доцни. Потенцираат повторно родителите од Сдруженијето 16 март 2025 година. Токму на Спасовден, денот кога Христос се вознесе на небесата, нивните мисли повторно се таму, кон небото, кон 63 ангели, кои зад себе оставија тишина погласна од секој крик. Велат на овој ден починатите нема да се споменат само со болка, туку и со љубов, достоинство и ветување дека никогаш нема да бидат заборавени. На овој голем христијански празник вознесени е Христово Спасовден, денот кога Христос се вознесе на небесата, мислите на Кочани повторно се таму, кон небото, кон 63 ангели што прерано заминаа. Спасовден е празник на верата, надежта и вечниот живот. А за нас, тој е и потсетник дека љубовта не умира, дури никога телото ќе исчезне. Денес, додека црковните ѕвона одекнуваат, ние ги слушаме и нивните гласови. Како што апостолите останаа да гледаат кон небото по вознесението Христово, така и ние останавме со поглед кон висините, прашувајќи се зошто токму тие. Но нивната светлина не згасна. Таа продолжува во секоја молитва, во секоја солза, во секое запалено свеќиче, во секој марш и во секој повик за правда. Нека Спасовден биде ден кога ќе ги спомнеме не само со болка, туку и со љубов, достоинство и ветување, дека никогаш нема да бидат заборавени 63 ангели, 63 светлини на небото и една вистина што мора да остане жива. Небото ги прегарна, Кочани не заборава, но правдата се уште доцни, соопштија од Сдруженијето. Инаку во кочанската дискотека Пулс животот згасна за 63 лица, а околу 200 беа повредени и пренесени на лекување на клиники во и надвор од државата. Судењето е се уште во тек.